Почитувани, кланот Ахмети покрај во бизнисот се шири и во дипломатијата. Вториот внук на Али Ахмети и брат на Дрин Ахмети, Бесијан Ахмети, пред само 3 месеци е именуван за прв секретар во македонската амбасада во Брисел. Младиот Ахмети, покрај тоа што станува прв секретар во амбасадата во Брисел, додека Али Ахмети е пратеник и лидер на ДУИ, тоа го прави со само 10 месеци стаж. Имено Бесијан Ахмети на 16 мај 22 година е вработен во Министерството за економија, на работна позиција помлад соработник за мониторинг и следење на договорите за концесија за минерали. За 10 месеци подоцна, на 16 март 23 година, да биде именуван за прв секретар во амбасадата во Брисел. Бесијан Ахмети е преземен по пат на интерен оглас, на кој се пријавил и работното место од економија го заменил со тоа во МНР. Иако упатувањето во ДКП на Македонија во странство се врши врз основа на спогодба меѓу МНР и соодветната институција, сепак дипломатското звање го дава МНР, согласно член 48, а во врска со член 95 од Законот за надворешни работи. Во случајов на помлад соработник одговара дипломатско звање аташе, додека на советник и раководител на оделение одговара дипломатското звање прв секретар. ДКСК има основа за постапување за утврдување на партиско влијание и непотизам, како и за незаконско постапување од МНР Бујар Османи во именувањето на Бесијан Ахмети за прв секретар во ДКП во Брисел, по само 10 месеци поминат стаж во економија, како помлад соработник, на што одговара дипломатското звање аташе, односно за унапредување 3 скалила одеднаш. Како Османи го назначил младиот Ахмети за прв секретар во амбасадата во Брисел, без истиот да ги исполнува потребните услови. Покрај ДКСК очекуваме одговори од Османи, но и од Ковачевски, за кого се надеваме дека нема да молчи како за Мерко и за првиот внук на Ахмети. Ви благодарам.